Зачестени контроли и казни најавуваат општинските власти во Струмица за наредниот период. Казни наместо само опомени за непрописно паркирани возила, узурпација на јавни, зелени или пешачки површини, како и за нарушување на редот и мирот во ноќните часови. Истото важи и за продажба на зеленчук по тротоарите. Од СВР Струмица велат дека прават редовни контроли, но според потенцијалот на секторот реагирале по приоритет, а тоа е контрола на безбедноста во сообраќајот. Значи СВР Струмица во координација со јавни паркиралишта, значи во иднина ќе презема заеднички мерки во однос на непрописно паркираните возила, значи како приоритетни или улици во кои што повеќе е изразено ваквото, да кажеме, непрописно паркирање, значи ги детектиравме улица Моше Пијаде како една од главните сообраќајници кои што оди према областа Карпош, потоа улица 24 октомври, улица Младенска и сите други улици од централното градско подрачје, како и во периферните делови, каде што имаме, да кажеме, поизразена состојба на непрописно паркирање, со тоа и попречување на нормалното одвивање на сообраќајот, како на возила, така и на пешаците. Денеска на заеднички состанок градоначалникот Јаневски, началници од СВР, како и директорот на јавното претпријатие паркиралишта, констатираа дека е потребна поголема екипираност за да се надминат проблемите на кои се жалат и укажуваат граѓаните, особено во летниот период. И дека повеќе кратните предупредувања очигледно кај некои субјекти не даваат плод и веројатно ќе мора да поригорозно да се оди на оние мерки кои што никој не ги посакува, меѓутоа затоа се измислени законски санкции кои што на некој начин и превентивно ќе делуваат кон другите сограѓани, бидејќи ги ставаме во една неравноправна положба нашите сограѓани, ако дозволиме некои наши сограѓани да имаат некои бенефиции кои што ги надминуваат рамките на законот, а некои други да трпат последици од таква неизина дејност на овие луѓе. Градоначалникот Јаневски рече дека ги охрабрува граѓаните да реагираат и да ги пријавуваат ваквите појави, бидејќи на тој начин побрзо ќе се дејствува и ќе се помогне за полесно функционирање на институциите и општеството.